Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон сад. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Американската вселенска агенција НАСА открила нова форма на живот овде на Земјата. Откриена е бактерија што живее на арсеник. Првата асоциација за овој елемент – отров. Со ова ја започнуваме емисијата. Истражувачи на НАСА, работејќи со тим од Универзитетот на Аризона, велат дека нашле бактерија во езерото Моно во Калифорнија, што има инкорпорирано арсеник во незината ДНК. Тоа, велат, покажува дека живот на друга планета може да добие форма што некогаш се сметало невозможно. Досега се сметаше дека за живот се потребни 6 елементи: јаглерод, водород, азот, кислород, сулфур и фосфор. Оваа бактерија го има заменето фосфорот со арсеник. А од другите вести, САД и Јапонија денеска започна со досега најголема воена вежба со Јужна Кореја, која учествува како наблюдувач за прв пат досега. Вежбата е планирана повеќе од една година, но јапонски представници велат дека ја поздравиле воената соработка среде тензиите по артилерискиот напад на Северна Кореја врз Јужна Кореја минатата недела. Председателски панел, чија работа е да најде начин да се извлечат Соединетите Американски држави од спиралниот долг, повикува на големи промени што длабоко ќе ги засегнат американците со генерации во иднина. Меѓу другото, тука е зголемување на возраста за пензионирање, елиминирање на некои даночни олеснувања и многу друго. Сето ова не ги прави срекни американците, но комисијата вели ако сега не се постапи по препораките, ќе биде уште полош. Финансискиот метеж од Европа може да стане реалност и во САД, доколку не се реагира сега. Ова е предупредување од врвните лидери на кои им е дадена задача да најдат начин за намалување на националниот долг. Сега проценет е на 14 трилиони долари. Поранешниот републикански сенатор и ко-председавач Алан Симпсон. Ги видовме цифрите и не знаеме многу за Грција, и Ирска, и Шпанија, Португалија и Италија, но знаеме нешто. Ако остане како што е, нешто лошо ќе се случи. Извештајот на ова тело се вика отразнувачки момент на вистината. Предлага намалување на трошоците за одбраната за 100 милиарди долари и затворање на 1/3 од воените бази на САД во странство. Удвојување на федералниот данок на бензинот, намалување на исплатите за медицинска грижа за постарите жители и зголемување на возраста за пензионирање за заштеда на социјалното осигурување. Ако ова се имплементира, планот е да се намали дефицитот на САД за близу 4 трилиони долари и долгот да се стабилизира до 2014-та. Но демократскиот представник Джејан Шаковски ќе гласа против препораките. Еве зошто. Зборуваме за жртвување на сите, но мислам дека не е така. Некои во село ова многу изгубија, а некои многу добија. Не почнуваме сите од иста точка. Но поранешниот сенатор Ерскин Болс, кој е демократски ко-председавач на панелот, е оптимист дека ќе мине, особено што, како што вели, е започната зрела конверзација за проблем што е премногу голем да биде игнориран. Се што треба да направиме е да видиме што им се случува на другите. Ако не реагираме, ќе се соочиме со најпредвидливата економска криза во историјата. Додека Британија се подготвува за кралската свадба на принцот Вилијам и Кейт Мидлтон во април 2011-та, вниманието на медиумите за оваа двојка се зголемува заедно со фокусот на улогата на монархиите во модерно време. Од Лондон, Дженифер Глас го испрати прилогот што сега ќе го видите, во кој фрла поглед на улогата на ројалните семејства од цел свет. Соопштението дека британскиот принц Вилијам ќе се ожени со долгогодишната девојка Кейт Мидлтон отвори лавина од интерес за британското кралско семејство. Се појавија нови кралски шолји и многу шпекулации за тоа што ќе облече невестата. Нивната пролетна свадба се очекува да привлече 1 милион дополнителни посетители во Британија. Помпата и церемонијата на британското кралство, предводена од кралицата Елизабета II, е голема туристичка атракција, што се проценува на околу 800 милиони долари во британската економија. Патриша Јејц е од туристичката агенција во Британија. Тоа е навистина голема причина зашто луѓето би дошле во Британија. Тоа е чувството на традиција со модерен примес во неа. Но противниците на британската монархија велат дека луѓето треба да дојдат да ја видат Бакингамската палата, домот на кралицата во Лондон, Виндзорскиот замок и други кралевски атракции без кралското семејство.
Тие сакаат парламентот да ја поништи монархијата. Ним не им се допаѓа што моќта на владата доаѓа од кралицата, иако таа во главно има церемонијална улога. Таа секоја недела се среќава со премиерот, но се чини дека не се меша во политиката. Грем Смит е од групата Република, што е против монархијата. Монархијата е интегрален дел од нашиот устав и нашиот политички процес. Кралицата е нашиот шеф на државата и според нас тоа е сосема погрешно. Имаше и некои повици сукцесијата да прескокне една генерација, принцот Чарлс да се повлече во корист на неговиот попопуларен син, но тоа не изгледа многу веројатно. Кралицата Елизабета е исто така шеф на држава на 15 други држави и британското кралско семејство не е единственото во светот. Монархија има насекаде низ земјината топка. Кралот Абдула од Саудиска Арабија раководи со едно од неколкуте ројални семејства кои навистина владеат. Се уште има Зулу крал, иако неговото кралство сега е дел од Јужна Африка. Во светот, ројалните семејства имаат многу различни ритуали и различни улоги. Кралскиот коментатор Ричард Фицвилиамс вели: Во Европа најголем дел од монархиите се уставни монархии со малку извршна власт. На Блискиот исток повеќето се автократски. На Далечниот исток тие се мешавина од подемократски и такви како во Јапонија и Тајланд, каде монархијата се смета за форма на свето битие. Тајландскиот крал Пумибол Аджуладеј е најдолго владеачки шеф на држава во светот. На престолот тој е од 1946. На него се гледа и како на символ на стабилност во државата со многу политички кризи. Овде во Британија милиони ќе гледаат како кралското семејство го добива најновиот член и една кралица. А за понеделник работиме на сторија за изумирање на туната. Може би звучи само како еден вид риба помалку во океаните, но научниците велат тоа е катастрофа во развој. Во понеделник во Newsflash, заради црн пазар од 4 милиарди долари годишно, туната исчезнува, што може да доведе до целосен колапс на океаните. Гледајте во следниот Newsflash. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. За најнови содржини појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер и убав викенд.